прашидување. Општина Велес во изминатиот период се зафати со лоцирање на основните проблеми што ги засегаат граѓаните на нашата општина. Успеавме дел да санираме дел од најгорливите прашања и подготвивме акцијски план за реализирање на неколку позначени проекти во наредниот период. Јас тука би ги направил без приоритет сите оние проекти кои што во наредниот период се веќе во фаза на реализација. Реализација на проект за реконструкција на јавното осветлување, со што е предвидено да се заменат сите постоечки 3600 живини светелки, кои што имаат потрошувачка од 125 вати со нови економични светелки со натпрemови сијалици. При тоа ќе се добијат подобри резултати, а ќе се намали потрошувачката на електричната енергија. Со реконструкцијата на јавното осветлување, целта е брзиот повраток на инвестицијата кој ќе се добие со заштедата на потрошувачката на електричната енергија, а со што нема да се изгуби на квалитет на осветлувањето. Врз основа на пресметките, периодот на отплата на инвестицијата ќе биде неполни 6 години или поточно 5 години и 4 месеци. Сето ова ќе се реализира преку проектот за задолжување на општината и за оваа намена ќе бидат потребно околу 270.000 евра. Сето тоа ќе допринесе овој проект со задолжување на општината да се реализира во најскоро време, а граѓаните веднаш да ги почувствуваат придобивките. Постат со овој проект, општината ќе се зафати и со реконструкција и осветлување на градскиот парк, души скок и спортскиот центар. Со оваквата инвестиција, искорешната изградба на тениските игралишта во спортскиот дел, ќе се овозможи и градот Велес да добие еден целосно заокружен спортско-рекреативен центар во самиот центар на градот. Друг проект кој што ќе го превземе општината е поврзувањето на езерото Младост со системот на водоснабдување од градот Велес. За тоа е потребно да се изведе цевковод од должина од 4200 метра со диаметар од 200 мм и притисок од 10 до 16 бари. Вредноста на оваа инвестиција е околу 15 милиони денари. За изравнување на потрошувачката на вода потребно е да се изведе резервоарски простор со запатнина од 700 метри кубни и препумпна станица со вредност на инвестицијата од 23 милиони денари. Купната инвестиција ќе изнесе околу 38 милиони денари. Со изведба на овој систем ќе се обезбеди чиста вода за пиење за следните населени места: Башино село, Отовица и делот од населбата Младост, односно езерото Младост, кој што содржи неколку урбани блокови, каде што општината со детални планови предвидува изградба на уште неколку хотелски комплекси. Со ова се обезбедува чиста вода за пиење на целиот крајбрежен појас на езерото Младост. Ова е посебно важно затоа што локацијата езерото Младост представува место каде што ќе се одвива транзитниот туризам, езерскиот туризам, а се надеваме во најскоро време и вински туризам со изградба на винари. Исто така, општината предвидува и изградба на аквапарк, кој што исто така би изгодил туристичката понуда на ово место. Исто така, следен позначен детален проект кој засега е во почетна фаза и кој што сакаме да го најавиме е изработката на студија за атмосферска канализација за изградба на секундарната мрежа во целиот град. Така ќе се реши проблемот со поплавување пред извиком после секој повремен дожд, посебно во деловите на градот, кога што се местата викани Поток, Црна Джамија и целиот дел на високата зона на градот. Ова е капитална инвестиција која бара големи средства, но со која еднаш за секогаш ќе се реши проблемот кој изминатите години создаваше огромни штети на домаќинствата во градот. Со овие наведени проекти, општина Велес ќе навлезе во еден позначен инвестицијски циклус, сето тоа со крајна цел граѓаните на општина Велес од овие конкретни проекти да видат и конкретен бенефит, затоа што сите овие работи кои што ги наведов постојат како замисла подолги години, меѓутоа се уште не е пристапено кон нивната реализација. Јас сум уведен дека и покрај тоа што средствата на градскиот буџет се ограничени, сепак со добро планирање и добра организација, а посебно и со проектот за задолжување на општината ќе успееме сите овие проекти да ги оствариме. Кај ги се задолжуваме? Во Светската банка, што е проектот напомнав, Светска банка. Како може да се помогне? Висината на задолжување зависи од оперативниот буџет на општината. Во случајот на општина Велес, тоа значи дека некаде околу 100 милиона денара може да бидат
биде крајната сума на задолжување. Меѓутоа, сето тоа зависи какви проекти ќе се поднесат и дали тие проекти ќе ги одобри Светската банка. Што значи дека со согласност од Министерството за финансии, со одобрување од Светската банка, општина Враца може од прилика за неколку проекти да добие околу 100 милиона денари, доколку солидно општината да реши сите тие проекти да се поднесат.